Општината Карпош е една од најголемите и најубавите општини во градот Скопје. Наполни точно 36 години од своето постоење. Таа постојано го менува своето руво и добива нов, модерен лик, за што е заслужен првиот човек на општината, градоначалникот Стефчо Јакимовски. Јакимовски е прв човек на општината Карпош, според желбата и волјата на граѓаните, и тоа по втор пат. Па сега, слободно може да се пофали со направениот отчет за досега сработеното, но и со визиите за идните планови и проекти. Карпош го менува ликот од ден во ден, се збогатува и облагородува, прераснувајќи во современ, модерен економски и културен центар. Карпош е мирно и спокојно место, најблиску до самиот центар, а сепак малку издвоено од градскиот смок и врева, поврзан со нови и широки сообраќајници и со многу нови фирми, објекти, институции и организации, кои го доловуваат новиот изглед на Карпош, но и ја понесуваат неговата стопанска моќ. Карпош е благодет и благост на срекните и избраните, на тие што им се исполнил сонот, на тие чие што е судбина, на тие што радоста вечно им се насмевнала. Кој еднаш случајно или намерно патот го донел тука, тој никогаш не се оддалечил од тука. Тука работев, тука продолжувам да работам и сега во општина Карпош ќе продолжи и новиот проект на новата болница Филип II. Јас во Карпош се осеќам како дома. Драг патнику и намернику, дојди во Карпош, за да ја почувствуваш топлината и убавината на едно непрегледно море од нови градби, нови надежи, нови соништа, нови убави мисли. Во општината Карпош во изминатиот период асфалтирани се и поплочени бројни улици. Нови плоштади, изградени се нови паркинг простори, патеки, тротоари, но изградена е атмосферска и фекална канализација, топловод и водоводна мрежа. Во Карпош веќе нема неасфалтирани улици. Старите и тесни улички се прошируваат и се претвараат во нови и современи патишта, со поплочени тротоари, а булеварите задолжително се украсени со жердениери. Цвеќето кој го има насекаде му дава посебен белек и убавина на Карпош, кој во текот на целата година личи на цветна оаза. Карпош е вистинска урбана средина, а интенцијата на општината е постојано да се реконструираат, обновуваат и одржуваат веќе постоечките, но и да се проектираат и изведуваат нови патни правци.
реконструирани и изградени улици, сите улици се променети и рабниците, и тротоарите, ново улично осветлување, нови телеоптички кабли. На најголем дел од улиците или сме извршиле реконструкција, или пак сме изградиле нова фекална атмосферска канализација. Еден од најгорливите градски проблеми секако е зголемениот број возила и недостигот на слободен паркинг простор. Општината Карпош навремено го согледа овој речиси нерешлив проблем на граѓаните и за таа намена изгради повеќе паркинг простори. Како и сите други градски општини, и Карпош се соочува со овој актуелен проблем, кој плански, организирано и успешно го анализира, промислува и решава. И натаму остануваме на нашето становиште дека нема потреба да се воведува било какво зонско паркирање, затоа што граѓаните на Карпош 4 имаат доволно простор за паркирање. За општината да дише и безпрекорно да функционира, на граѓаните се да им биде на дофат како на дланка, постојано се реконструираат и градат нови тротоари, но и надвозници. Еден од првите најсовремени надвозници е пешачкиот премин Влајко. Со новите тротоари и велосипедски патеки, милина е да се движиш пеш, но и да возиш велосипед покрај улиците и низ населбите во оваа прекрасна, распространета општина. Граѓаните на Карпош не стравуваат од непредвидливи дождовни води, надојдени реки или големи поплави, бидејќи општината навремено се погрижи за одржување на речните корита и канали. За градот никогаш да не биде поплавен се грижи општината Карпош, која мощно и одговорно, плански и ангажирано му пристапува на решавањето на овој урбан проблем. Затоа постојано гради атмосферска канализација и истата ја одржува. Во Карпош спокојно можете да се движите и без чизми кога врне дожд. Карпош е чиста, пријатна и урбанизирана населба. Вистинска среќа е да се живее и работи токму во овој дел на градот. Денес, без фекална канализација не би требало да се замисли ни едно населено место. Исклучок не е ни Карпош, каде општинските татковци се грижат за своите сограѓани да им биде урбанизирано, пријатно и чисто. Карпош може да се пофали со нови прекрасни плоштади. Оној кај Педагошка и во Карпош 3 Каршитинекс, а во фаза на изработка и оној кај млечен ресторан, како и плоштадот во Влае кој ќе се гради напролет. Секој за себе посебна приказна, но со иста желба, да бидат пријатно катче за сите наши сограѓани, да помуабетат, да си ги споделат радостите, да си ги разменат јадовите и повторно тука да се сретнат. Живееме во една општина која се грижи за своите граѓани, која се грижи за своите сообраќајници, за своите зелени површини и конечно за својата чистота. Карпош е убава населба, со убави згради и фасади, но за да биде уште поубава, се бојат и санираат старите излупени фасади и одеднаш зградите добиваат сосема нов лик. Затоа Карпош е се поличен и на другите населби понесличен. Училиштата се основните јадра за воспитување и образование на најмладите. Во нив тие го поминуваат најголемиот дел од денот, па затоа им се неопходни услови за учење, другарување, но и за спортување. Сето тоа го има во реконструираните, но и новите училишта во општината Карпош.
улиците на територија на општина Карпош ќе влезат во комплетно реновирани училишта на 1 септември. Општината Карпош ни за миг не ги заборави децата од градинките и забавиштата. Тие се нашата заедничка и колективна иднина. Иднината на нашите родители и семејства, но и иднината на Карпош. Затоа постојано се реконструираат и градат нови градинки. А најмладите сограѓани не само што се рамноправни, туку слободно може да се каже дека се и привилегирани. Карпош има се што треба да има еден редок, незаменлив и би рекле недофатлив животен ареал. Простор каде спокојно се живе, работи, учи, расте и љубува. И внуците на нивните внуци еден ден ќе го мерат растојанието од едниот до другиот крај на градскиот парк, со ролерки или во непрекинат атлетски трк, пеш или со велосипед по кеот од двете страни на најмакедонската река, под мостот на Обединетите нации, Газела и сите други мостови подадени како джиновски раце од едниот до другиот брег, во името на сплотувањето, човекувањето и векувањето. Во Скопје има само една зоолошка градина и таа е во општина Карпош. А тука е и Луна паркот и Крстот на Водно. Но Карпош не би бил Карпош без новото осветлување, кое градот го прави и посветол, и поубав, и попривлечен за жителите, но и за гостите кои секојдневно доаѓаат и престојуваат тука. Во Карпош има каде да се прошета. Тоа го возможуваат пешачките патики кои се користат за спортување, забава, здравје, разонода и релаксација. Идејата за пешачките патеки, патеките за велосипеди и ролерки на кеот на Вардар е токму на првиот човек на општина Карпош, Стефчо Јакимовски. Илјадници граѓани го знаат тоа и бескрајно му благодарат. А бројот на припадниците на тоа семејство постојано се зголемува и омасовува, па кеот на Вардар не само што заживеа, туку прерасна и во шеталиште и место за секојдневна рекреација. Кога би требал да истакнам еден дел од општината Карпош, тоа секако би бил за мене како спортист кеот на Вардар, затоа што тука сме скоро секој ден. Како ретко во која друга општина, во Карпош се води континуирана и перманентна грижа за социјалната заштита на граѓаните. Па редовно се преземаат хуманитарни акции и активности. Една од нив е и хуманитарната акција Донирајте за вашите соседи. Многу творци и нешта го разубавија ликот на нашиот Карпош. Тој е наш дом и со децении расте се поубав и поубав. Тоа е заслуга на видните неимари. Десетина татковци вградија барем една цигла во него. Ристо Попески, Јован Цубалески, Кирил Алексовски, Митко Велков, Војче Кушевски, Владимир Станковски, Саша Кузмановски, Стефчо Јакимовски, Андреј Петров, Сашо Димик и повторно Јакимовски. Тој некако му е најмил. И тој на Карпош и Карпош нему. Затоа и во два наврата љубовствуваат и се надпреворуваат. Кој кому ќе му всади повеќе љубов и душа? Актуелниот градоначалник на општина Карпош, господинот Стефчо Јакимовски, очигледно е влюбен во општината Карпош, штом во два наврата е незин прв човек, а сограѓаните отворено посакуваат и изјавуваат дека тој треба да биде на чело на општината и во следниот мандат. Инаку, Јакимовски е поранешен репрезентативец, каратист, новинар и колумнист, министер за економија и труд и социјална политика, приватен стопанственик, би рекле човек на свое место. Па сега, не случајно, токму тој ја има задачата добиена од сограѓаните. Карпош да биде најсрекното место за живење, учење и работа.
посакуваме и понатаму да продолжи да им дава предимство само на новите и неистрошени идеи. Новиот лик на општината Карпош секојдневно се менува, доизградува и избогатува. Се вклучуваат нови содржини и се реализираат бројни проекти. А за тоа сведочат и најновите планирани проекти кои се во фаза на изработка и реализација. Општината Карпош и на планот на културата, воспитувањето и образованието постигнува извонредни резултати. За тоа сведочат школите за фолклор, цртан и анимиран филм, компјутерска графика, но и актерска игра, танц, за шах, меѓународната детска ликовна колонија, но и доделените стипендии на талентираните ученици. Со постојаната поддршка која што ја добиваме од страна на нашата општина, општина Карпош, и со низиното актуелно раководство и со градоначалникот при нашата општина господин Стефчо Јакимовски, имаме една среќна околност да ги поседуваме или да ги имаме овие креативни работилници каде што сите талентирани ученици во слободното време по редовната настава можат да се дообразуваат и да напредуваат во својот талент. Школата за актерска игра што ја водам јас, Димче Мешковски, е основана во општината Карпош. Идејата е на градоначалникот Стефчо Јакимовски, кој што даде идеја всушност за формирање на неколку такви школи при општината. Функционираат беспрекорно, односно бесплатни се за учениците. Одлично, успешна година и мислам дека ќе продолжиме и понатаму благодарејќи на сето оно што ни го нуди општината. Широк и разновиден е диапазонот на проектите и од сферата на спортот, а меѓу позначајните спаѓаат шаховските турнири и шаховската лига, ученичкиот крос, кошаркарската лига, училишните спортски игри, фудбалските училишни надпревари, материјалната поддршка на спортисти и спортски клубови, искачувањата на Триглав, Гранд Парадизо и Монблан, пензионерските спортски игри и бројни други слични спортски, рекреативни и забавни активности. Општината Карпош е веќе препознатлива по својата оригинална манифестација – Карпошево културно лето, но и по одбележувањето на Денот на општината, каде досега имаат настапувано најпознати имиња од домашната и странска музичка сцена. Меѓу нив беа Хари Матахари, Билјана Крстич, Владко Стефановски, Джибони, Хариш Джинович, Марија Шерифович, Ареа и други. Жителите на Карпош, но и граѓаните на Скопје, имаа ретка и исклучителна можност да проследат голем број театарски представи, оперски арии, ликовни колонии и други културно-уметнички настани. Општината Карпош, според многу своји карактеристики, белези и специфики е посебна, поразлична од другите. Во оваа прилика ќе наброиме само дел од проектите, активностите и резултатите според кои општина Карпош е навистина единствена и ретка, не само во градот Скопје, туку многу пошироко, на републички па и меѓународен план. Најтранспарентна општина за 2010. Енергетски најефикасна општина за 2010. А ове године најградоначелник нам долази из Скопја. Господин Стефче Јакимовски. Градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Јакимовски, е добитник на престижното меѓународно признание, најградоначалник во регионот на Југоисточна и Средна Европа. Добитник златне пакетка за нашeg пријателја кој долази из Македонија, Стефче Јакимовски. Ова само потврдува дека Карпош е на прав пат,
дека резултатите кои што ги постигнувавме, проектите кои што ги работевме се вистински и дека добриот глас надалеку се шири, но во исто време ова е наша обврска да продолжиме и понатака да нудиме нови решенија, нови проекти за Карпуш, за да приматот најдобра општина и натаму го задржи и во наредната деценија. Прва општина со донесен правилник за енергетска ефикасност. Општина со прва интернационална градинка. Во неа ќе бидат згрижени деца од 6 месеци до 6 години, а ќе се зборува на француски, на англиски јазик, но ќе може да ја посетуваат и деца со мајчин македонски јазик. Шаховски турнир Open Карпош. Минатата година вброен меѓу 10 топ турнири во Европа, онлайн следен од 100.000 љубители на шахот. Карпош е единствената општина која за рекордно време од 3 месеци, додека траеше летниот распуст, за учениците успеа да реконструираат 9 основни училишта на својата територија. ISO стандард за квалитет 9001-2008. Развој и давање услуги во надлежност на локалната самоуправа. Единствена општина во која административната такса може да се плати со платежна картичка. Општина Карпош, од страна на Евро-Балкан институтот, минатата година беше прогласена за општина со најголема социјална инклузија. Општина Карпош е прва општина во Република Македонија, која што електронски се приближува до граѓаните и практично секој граѓанин ќе може од било кое место во земјава или во светот да аплицира за одредени потреби или за издавање на одредени документи до општината Карпош. Ние веќе уведовме електронски подпис во општината, со тоа што граѓанинот и во секој момент ќе може да види неговиот предмет до каде е стасан, односно во која фаза на обработка е. Единствено во Карпош има фолклорна школа, школа за глума, школа за цртан и анимиран филм, школа за шах, школа за хорско пеење. Единствена општина што дава стипендии на талентирани ученици и талентирани спортисти. Општина Карпош е единствена општина на Балканот која е членка на најпрестижната светска организација во областа на прехранбената индустрија, а тоа е Европското тело за хигиенско инженерство и дизајн и безбедност на храна. ХАСА принципите се применуваат во детските градинки и основните училишта во општината. Бенефитите од тоа се здраво детство, пристап до европската регулатива преку светската организација и промоција на општината и Република Македонија во светски рамки. Дојди во Карпош, за да бидеш дел од сите нас. Заедно да ги наблюдуваме и броиме звездите на бисерното сино небо. Да ја почувствуваме уште еднаш ружата на ветровите од водно, вардаровата летна свежест, мистичната убавина на духовниот храм Свети Пантелеймон, древноста и стаменоста на Скупи, непрегледната широчина на Скопскиот кеј, немерливата добродушност и срдечност на возрастните и децата, нескриеното задоволство на пазарџиите, ластовиците кои не сакаат да се вратат назад поради новосвиените гнезда, секојдневната љубов и катадневните спомени кои стануваат историја при самиот чин на создавањето и случувањето. Општината Карпош има еден и единствен пат и сон. Низиниот сон е пат. А низиниот пат е сон. Колку подалечен, толку поубав. Колку посонуван, толку досонуван. Реален и можен. За ниедна стапка да не остане незабележана, за ниедна капка пот да не остане непочувствувана, за ниеден збор да не остане нечуен, за ниедна испружена рака, подарена насмевка, утрински поздрав, вечерен бакнеш, не останат попусти и заборавени.
obojena radost. Karpoš se vika, svet od moj šaren, tuga se rodi, ko čuvam za navek. Daj da odam, pak mu se vraćam za sekoga. Nema na svetu poubavo mesto, Karpoša spomen na naše to detstvo. Za Karpoš koji ga sakave, ova pesna žive, detsko srce ljubov neka napiše. So Karpoš zajedno rasteme, u treke porasneme, ovaka će večno da ni ostane. Da sportuvam, glumam, da slikam i pejam, samo ovo Karpoš, em možam, em umejam. Ovde jas naučim humano što je i koliko je važno čovek da vide. Kaj da odam, pak mu se vraćam za sekoga. Nema na svetu poubavo mesto, Karpoš je spomen na naše to detstvo. Za Karpoš koji ga sakave, ova pesna žive, detsko srce ljubov neka napiše. So Karpoš zajedno rasteme, u treke porasneme, ovaka će večno da ni ostane. Karpoš koji go sakamen, ova pesna žive, detsko srce ljubov neka napiše.